Здраво и добродојдовте во новата епизода на Клиника за труд. Денес имаме особена чест да ни биде гостинка професор доктор Јасна Бачовска-Недик од Правниот факултет. Ке зборуваме за предизвиците на трудот во медиумската индустрија, особено во дигиталните медиуми и како законските рамки ги штитат работниците. Добро дојдовте. Ви благодарам, добро најдов и благодарам на поканата. Благодариме што прифативте. Дали може да почнеме? Да, може. Што значи да се работи во дигитален медиум денес и кои се најчистите форми на работен однос? Па да ви кажам, тоа е една нова сфера сега, пред која што сме исправени сите. Што значи да се работи во дигитален медиум? Тоа е една посебна природа на работа, каде што се бара креирање на одредени креативност, креирање на одредени содржини, дистрибуција, уредување, каде што од човекот кој што работи, новинарот или медиумскиот работник, бара нов тип на вештини, бидејќи дигиталните медиуми се една нова технологија, која што бара посебни познавања и гледаме дека многу млади луѓе се во таа сфера, повеќето, особено во македонското општество, повеќе млади луѓе работат во тие дигитални медиуми. Кога станува збор за форми на работни односи, ме прашавте, така? Да. Како се тие ангажирани за дигиталните медиуми, се тие класични форми на работни односи, меѓутоа договори нели за работа, но тука имаме повеќе типови на договори за работа, нели договори имаме за работа на неопределено време, кој што е многу редок во дигиталните медиуми. Тој договор за неопределено време повеќе се употребува во традиционалните медиуми, каде што луѓето со години работат. Нели во телевизија, радио, во овие нови онлайн медиуми почеста форма на склучување на работниот однос е договор на определено време, кој што нели е еден договор кој што нуди помала сигурност. Меѓутоа, најчесто станува збор за хонорарна работа и за склучување на определени договори за дело, за авторско дело, за авторско право, понатаму одредени договори, например фриленсерите, тие често работат во таа индустрија на реклами, најчесто се ангажирани од различни компании и тука се склучуваат договори за услуги, кои што воопшто не се договори во рамките на трудовото право, туку тие договори ги регулира Законот за облигациони односи. Оваа сфера морам да кажам дека е многу нова и е на лизгав терен. Постојат големи предизвици за законодавството. Но, знаете, кога е млад човек, како што кажав на почетокот, повеќе се млади луѓе, ние гледаме во тие онлайн, многу не посветува внимание на креирање на иднината, на сигурноста, социјалното осигурување за децата, здравственото осигурување, пензиското осигурување и се уште не се крива така голема врева, но верувам дека во иднина нема така да биде, бидејќи оваа област ќе се етаблира и така како треба да се регулира во овој дел во однос на работничките права, односно на правата од работа, кои што мора да имаат одредени солидни правни основи за луѓето да бидат заштитени од секаков аспект. И од аспект на плата, значи различни типови на права на работниците. Зборувајќи за права на работниците, дали може да ни кажете какви се правата на фриленсери, инфлуенсери, креатори на содржини, дали тие се исти како и оние на класични работници? Па можеме да кажеме, тоа е поврзано со претходното прашање. Не може тие права да бидат исти. Тоа не се класични работнички права. Кои се сега тие класични работнички права? Тоа се права на минимална плата, на годишен одмор, на платено боледување, платено отсуство. Ако вие немате таков договор нели за работа на неопределено време или на определено време кој што ги регулира овие работи, вие апсолутно ги немате тие права. И затоа во оваа сфера не може да се зборува за работнички права. Тука се права кои што можат единствено да се влечат од правните односи со кои што е регулиран нивниот работнички ангажман во некој медиум.
Како медиумските компании треба да го балансираат притисокот за брза продукција со правата и благосостојбата на своите вработени? Тоа е многу важно прашање, како тие компании треба да ги третираат своите вработени, за да зборуваме за некој концепт на социјална правда, па можеме да кажеме и социјална држава, пошто и државата тука има определени юрисдикции, нели, надзори и така натаму. Апсолутно треба прво компаниите да ги почитуваат регулативата, односно таа регулатива прво во основа трудовата регулатива, законот за работни односи, меѓутоа исто така треба да се почитуваат и определени етички начела во исполнување на договорните обврски. Значи компаниите исто така треба да даваат различни типови на поддршка на луѓето кои што ги нели ангажираат за своја потреба. Тука навистина треба и во самите, ако станува збор за медиумски компании, и во законот за медиуми, значи кои што ги регулираат нив, треба да имаат определени регулации исто така регулации за онлайн медиумите во оваа сфера, значи за луѓето кои што работат, затоа што не се тука само продуценти на содржина, туку исто така имаме една цела армија на медиумски работници, значи монтажери, сниматели, и така медиумските компании треба да покажат и една општествена одговорност, меѓутоа и почитување на законската регулатива. Исто така треба да се работи на подигнувањето на свеста на луѓето кои што работат. Знаете, за кога сте млад човек, ви значи активноста, експонираноста, ви годи препознатливоста во јавноста и малку ги запоставувате оние своји права кои што ги имате, а тоа е нели материјалната сатисфакција, етичкото третирање, препораките кои што ќе ги добиете од медиумската компанија. Дали мислите дека во светот, во медиумската култура, дека кај нас се застапени оние права на работниците, односно дали мислите дека се почитуваат доволно или треба да се поработи се уште на тоа? Па мислам, тоа е еден процес на кој што никогаш не треба да прекинеме да работиме. Работничките права се еден многу важен сегмент на секое функционално и демократско општество. Мислам дека ние како земја кандидат за членство во Европската унија ги делиме тие критериуми, во многу области се заштитени работничките права, меѓутоа навистина треба повеќе да се работи и на оној друг дел, повеќе етички дел на култура на организација, на интерна комуникација, на човечки ресурси, не само да мислиме на тие формални моменти, туку и на неформалните моменти кои што прават културата на една организација, било тоа да е компанија, било да е јавна институција, човекот да се чувствува како човек. Бидејќи денеска постои тенденција во современиот свет луѓето да бараат работа не само врз основа на основниот критериум колкава е платата, туку треба да ви биде и пријатна и работната атмосфера, културата и духот на една организација, институција. Колку една институција вложува во вас, во вашиот личен развој, какви се вашите врски со надредените во таа хиерархиска поставеност во една организација, какво е вашето движење, начинот на работа. Значи, сите тие аспекти се денеска многу битни за современиот човек. Не е сега само да земам само поголема плата, без разлика во какви услови. Јас треба и пријатно да се чувствувам и да бидам третирана како човек и многу треба да работиме на тие етички димензии, на таа интерна комуникација, која што е сегмент и од односите со јавност, нели, бидејќи ние тука односите со јавност ги врзуваме само со медиуми, не односите со јавноста се една сложена социопсихолошка активност која што се занимава и со бизнисот и со јавниот сектор, не се занимава само со комуникацијата на една организација со јавноста, туку и внатре, односно благопријатната атмосфера за работа и мислам дека во овој дел ние како општество треба многу повеќе да работиме. Што се однесува до онаа сурова регулација на работничките права, мислам дека ние ја имаме и дека овие работници во сите сфери кои што ги имаат договори за работа на некој начин се заштитени. Тука имаме и судска практика. Мислам, тоа е една голема тема. Еве колку можам јас да потенцирам во овие кратки заклучоци. Како дигитализацијата и Како дигитализацијата и автоматизацијата влијат врз еднината на човечкиот труд во медиумската индустрија?
тоа е многу актуелно прашање денес и можам да кажам не само кај нас и не само за медиумската индустрија, туку и глобално на светско ниво. Еве баш сега на правниот факултет ќе се брани еден докторат на таа тема на 24 декември за влијанието на дигитализацијата на пазарот на трудот. Значи, апсолутно дигитализацијата и продуктите на таа дигитализација, како што е сега најновиот концепт на вештачка интелигенција, многу влијае на пазарот на трудот, како и секоја друга технологија во историјата на човековото општество. Секогаш кога имаме определен развој, имаме и одредени социјални промени кои што може да бидат и позитивни и негативни. Например, дигитализацијата и вештачката интелигенција има многу позитивни промени, така го забрзува општествениот развој, ги автоматизира процесите, но таа и го трансформира човековиот труд. Треба да се стекнуваме со нови вештини, одредени работни места ќе се појават, други ќе исчезнат. Но тоа се случувало и порано во историјата со појавата на парната машина, првата индустријска револуција, ние го знаеме она движење во почетокот на 19 век, тоа е лудизам кога работниците во Англија ги кршеле машините затоа што тие нив ги истерувале, ги бркале од работните места. Во таа немоќ тие го продуцирале нели тоа движење на таа полулегендарна личност Џон Лут или Нед Лут, по неговото презиме е наречено движењето, па така и ден денес не треба да бидеме технофоби, да се плашиме од дигитализацијата, треба да се врземе за позитивните ефекти, дека ќе ни го улесни живењето, нели полесно, многу работи се полесни сега, но апсолутно треба да ги гледаме позитивните страни и да се справуваме со негативните страни, а тоа да ги мотивираме младите луѓе да бидат сестрано образовани, не напротив треба образование, многу поквалитетно, може би стекнато на подруг начин, треба мултитаскинг, значи еве за медиумската индустрија, треба да знаете и да држите камера и да измонтирате, така, така да ќе дигитализацијата ќе направи многу промени, но ние треба подготвени да ги дочекаме и да се едуцираме. Една од негативните што се однесува на пазарот на трудот ќе направи огромна фрагментација. Тоа значи дека луѓе со поголеми вештини, особено IT вештини, ќе полесно ќе се снајдат. Така што треба повеќе да размислуваме позитивно, повеќе да работиме и да знаеме и да не се плашиме. Знаете, стравот од каде се јавува од непознатото, од нешто што не го познаваме. Треба да се потрудиме работите да ги познаваме, можностите кои што ги нуди. Сега станува збор за процесот на дигитализација и секи биде во ред. Денеска се е побрзо, преквалификацијата многу се цени, значи мобилноста на работната сила, помина времето кога вие ќе влезете во една институција, таму ќе станете 30 години, во една институција сте се вработили, тоа и не е ни интересно, така да мобилноста на работната сила е нешто што е типично за дигитализација. Експериментирањето, денеска еден млад човек, ние знаеме дека може да работи, тие фриленсери може да работат за меѓународни компании од Македонија, зар тоа не е убаво? Значи, тоа е една многу убава можност. Можноста да менуваш работни места, да запознаваш многу нови луѓе, да растеш, понекогаш да менуваш. Сега сум во една професија, на сето тоа се, мислам дека нешта кои што ќе ги спрофилира или можеби ќе го зголеми нивното значење овој процес на дигитализација. Смитам дека младите многу го прифатија светот на вештачка интелигенција, додека пак постарите генерации можеби се исплашија од типот на ќе ни ги земат работите и слично, како што спомнавте с парната машина, но сметам дека дури младинскиот свет премногу ја прифати вештачката интелигенција до степен каде што можеби во одредена област го запостави малку образованието и го препушти на вештачката интелигенција. Да. Некако... Да, има тие генерацијски јазови се многу типични, постарите луѓе со сопственото искуство се многу поскептични и треба да бидат некоја кочница и треба тука да има еден баланс во тие социјални ставови кон новитетите. Младите луѓе па да, тие имаат рефлекси поинакви од нас во однос на наоѓање на тој свет, некако ги поедноставуваат работите, но сепак ние сите заедно треба да да пронајдеме заеднички концепти во прилагодувањето на општеството кон новитетите. Сега промените се брзи како никогаш
И не сакам да кажам тоа дека младите не се во право. Мислам дека тие со други очи го гледаат светот и светот е нивни. Ние постарите сега живееме во светот на едни други луѓе кои што се водечка сила, нели? И јас барем. Сега ова е мој субјективен став, повеќе верувам на младите и на нивната интуиција и поглед на свет, меѓутоа секако дека има и такви негативни кампањи како на пример еве со образованието. Јас мислам дека вештачката интелигенција го зголемува притисокот за знаење. Дека еден човек треба да разговараш со најпаметниот, односно да разговараш со вештачката интелигенција, треба да знаеш прашање, да поставиш. И таа сега на овој степен не е толку совршено. Сега ние можеме да зборуваме за различни типови на вештачка интелигенција, најверојатно сега зборуваме за овој генеративен модел, така ChatGPT, сите тие поставување на прашање, нудење одговори, брзо пишување на семинарски работи, се нешто на брзина да направиме и да се информираме. Од тој аспект ни го олеснува тоа работењето. Сето тоа ние можевме до сега да го правиме на интернет, меѓутоа сега некој човек го прави за нас како личен асистент. Мислам дека младите треба многу да учат во однос на тоа, како да ја употребуваат, како да им помогнат, не е само секојдневното живење. Понатаму ќе дојдат професиите, младите луѓе ќе станат доктори, адвокати, така ќе се профилираат во одредени професии и ќе треба да знаат како да ја ползуваат таа алатка на начин да им го улесни нивниот живот, да им го улесни професионалното работење, но исто така да го возможи преживувањето на општеството и да го подигне квалитетот. Значи ние таа алатка треба етички да ја користиме. Она што е пред нас се фактички етичките конвенции за вештачката интелигенција. Цел свет ги прави овие муабети. Баш вчера слушав на радио дека сега Google е тужен во однос на, значи одговорите сите ги чекаме. Не треба да се правиме многу паметни сите, туку навистина како општества, како држави треба апсолутно да работиме пред се на таа етичка примена на оваа алатка. Мислам дека процесот нема враќање назад. Се е сведено сега на тие компании софтверски, нивната конкуренција. Макар што и политичките инстанции, како Европската унија, која што ние ја следиме, апсолутно донесува одредени регулативи со кои што ќе се регулира овој свет во сите области, во областа на образованието, медицината, разни општествени процеси. И за крај, совет за студентите, кои се најважните лекции и практични совети што би ги дали на студентите кои сакаат да се вклучат во медиумите или трудовото право, за да се подготват за предизвиците на современата работа? Да вложуваат многу во себе, значи да се стекнуваат со вештини, значи како што кажав, ова е време кога треба да повеќе работи да знаеме истовремено, да ја особено за младите луѓе во медиумскиот свет, треба да ја познаваат медиумската индустрија, треба да знаат дека животот не е само младоста, но она што го правиш во младоста може да има големи последици понатаму во животот, значи едно одговорно постапување, особено кога работиме со јавност и кога сме во медиумската индустрија, се што ќе кажете и направите, таму се памти. Значи, исто така треба да се познава начинот на работа, на законската регулатива која што треба да ги заштити правата, нели, како што кажавме. Тоа се моите совети и треба навистина многу да се учи, но и да се работи на сопствената хуманост и човечност, бидејќи е многу битно за мене и за интелектуалците, младите луѓе, особено за студентите. Јас им велам додека сте на факултет, она што ќе го научите многу, но многу е битно да станете еден емпатичен и еден одговорен човек. Многу е битно тоа за нашето општество, да имаме граници, како ќе изградиме подобро општество, некорумпирано, функционално, пријатно за живот, како некои други земји. Само така ако продуцираме, еве и ние на универзитетот, ако продуцираме луѓе со универзитетска академска диплома, меѓутоа кои што се многу човечки и високо етични. Само во тој случај ние можеме да имаме просперитет и напредок. И тоа им го порачувам, да работат на сопствената хуманост и човечност покрај образованието. Нели? Тоа е за мене многу битно.
А на младите правници, што се однесува за трудовото право, нели, пошто ова е клиника за труд, исто така да го современуваат трудовото право, да го прилагодуваат на новите состојби, да се занимаваат со меѓународните аспекти на оваа проблематика, бидејќи живееме во еден глобален свет, особено, нели, ние го имаме овој европското право, нели, нашето право го хармонизираме, бидејќи сме земја кандидат, тоа не е политичка волја, тоа е некој статус и сме задолжени да го хармонизираме тоа право со правото на Европска унија и во таа смисла треба да ги следат сите трендови промени кои што се случуваат со цел да ги донесем добрите работи како се. Мислам дека зборувам за сите студенти кои ќе кажам дека се провизори како вас, кои што не само ни дале академско знаење, туку ни дале некако животно знаење, дека дефинитивно ќе може да си го подобриме нашето општество, дека не мотивирате и секогаш сте од страна на младите и никогаш не се случило да во лоша конотација да зборувате за млад човек или пак да пробате да го нападнете, секогаш било тоа за наше добро, да кажам, за некако мајчински совет од ваша страна. Да, ви благодарам, затоа што јас кога бев млада имав многу несогласувања со светот на возрастните, во смисла конструктивни, нели? Поинаку сум гледала, секогаш сум ги доживувала како конзервативни. Значи, како што кажав, тие генерацијски јазови се многу природни, но од друга страна и многу потребни. Затоа што младоста е многу силна, но некојаш може да биде и залетана. И затоа треба да се најде некоја равнотежина, кој навистина ми значи вашиот комплимент. Јас имам голема љубов кон студентите, пред се љубов, а потоа е професионален однос. Да. Ви благодариме многу што прифатив за поканата и се надеваме дека уште еднаш ќе ни дојдете. Фала. Ви благодариме на вас и се гледаме во следната епизода. Чао!